Поштовани присутни, со задоволство ја прифатив поканата на Институтот за европска политика да се обратам на оваа национална дебата, како ја нарекувате, посветена на реформите во изборниот процес. Изборните реформи се исклучително важно прашање што го дефинира демократскиот развој и амбиент буквално во секоја држава во светот. Во таа смисла нашето национално искуство во последниве 3 децении на плурални избори е различно. Повеќе партиските парламентарни избори во 1990 година беа нашето прво демократско искуство. Сега многу ми нема заборавено да се подсетиме на статистиката. На изборите учествуваа 18 партии и 43 независни кандидати. А беа избрани 11 партии и 3 независни пратеници. Повозрастните паметат дека тогаш во собранието за прв пат слушнавме мислења, ставови и предлози кои поаѓа од различни партиско-политички платформи, што без друго беше додадена вредност на нашата парламентарна демократија. Меѓутоа, независно од сите политички и идеолошки разлики меѓу нив, пратениците од тој парламентарен состав успеа во огромно мнозинство да се обединат околу стратешките државни интереси, например околу референдумот за независност, првиот устав на независна држава, системските закони, монетарното самостојување денарот и евроатлантската ориентација на државата. За жал, низ годините и со модификацијата на изборните модели од мнозински, прво преку комбиниран 98 година, па се до чисто пропорционален со 6 изборни единици од 2002-та, се намалуваше плуралноста и според бројките и според содржината, да бидеме реални. Помалите партии или се претопуваа во 2-3 големи предизборни коалиции или заедно со независните кандидати исчезнуваа од македонската политичка сцена, бидејќи не можеа да го достигнат ниту тој така наречен природен изборен праг. Прашање кој бара сериозна политичка анализа е дали поголемата плуралност во раните 90-ти значеше и помала политичка поларизација меѓу политичките субјекти и помеѓу граѓаните и обратно, но првичниот впечаток е токму таков. Критичарите на нашиот актуелен изборен модел истакнуваат дека негативните ефекти негови се зголемена централизација на моќта во политичките партии, што го стеснува просторот за внатрешно партиска демократија и следствено тоа значи помала одговорност на лидерствата, како и развој на еден вид на политички клиентелизам помеѓу членовите и гласачите на конкретниот политички субјект. Иако е јасно дека ваквиот демократски дефицит не може да биде резултат само на изборниот модел, сепак неговите специфики имаат свое влијание врз обстојувањето на овие негативни појави во нашиот општествено-политички контекст. Поштовани, мојот став со години наназад е дека на долг рок Република Северна Македонија ќе биде подемократска држава ако повеќе политички субјекти бидат дел од еден подиверсификуван парламент. Тоа ќе значи дека повеќе граѓани ќе бидат представени преку своји репрезенти во законодавниот дом, а во крајна линија тоа ќе придонесе не само за зголемена одговорност на партиите кон бирачите, туку и за враќање на довербата на граѓаните во институциите. Уште на почетокот на мојот мандат ја поддржав иницијативата на неколку политички субјекти за реформа на актуелниот изборен модел. Генерално мојата поддршка беше за создавање на пропорционален изборен модел со отворени листи, намерно го нагласувам, кажам подолу зошто, како и намалување на бројот на изборни единици на целата територија на државата. Во таа прилика ги повикав политичките партии од власта и од опозицијата да ја разгледаат можноста за изборна реформа и со политички консенсус да постигнат договор за пропорционален изборен модел со отворени листи, каде што граѓаните ќе имаат можност не само да избираат од политичките партии, туку да избираат и кандидати, односно личности. Инаку, според мене, едно исклучително важно прашање за натамошната демократизација на земјата, отворените листи на кандидати за пратеници, во сите досегашни дебати на оваа тема се неправедно потиснати во втор план во однос на прашањето за бројот на изборните единици. Лично сметам дека намалувањето на бројот на изборните единици со непостоечки или минимален изборен праг, како и отворените листи, имаат потенцијал да ја збогатат, прво да ја збогатат парламентарната дебата и да придонесат за намалување на поделбите меѓу граѓаните. Исто така верувам дека ќе придонесе за зголемување на демократската политичка култура и поголем ангажман на граѓаните во политичкиот процес, од кој, за жал, тие се повеќе абстинираат, како што годините одминуваат.
Впрочем, една од одликите на секое слободно и демократско општество е токму способноста конструктивно низ институциите да се справи со разликите и несогласувањата кои природно постојат меѓу нас. А клучната институција за таквите дебати е највисокиот дом на демократијата, Собранието на Република Северна Македонија. На крај, дозволете ми да упатам еден апел, или уште еден апел, до сите учесници и на денешнава и на сите идни дебати на оваа тема, посебно до оние кои во иднина ќе одлучуваат за евентуална промена на изборниот модел. Имено при разгледувањето на можните опции да се водат пред се од јавниот интерес и подобрата иднина на сите наши граѓани, а помалку од партиските или личните интереси. Затоа што во зрелите демократии никој не е вечно на власт. Благодарам.